Хело, дечки, добре дојдовте назад во нашата секси мала. Денеска на гости ни е Ангела Зимбакова од Go Green и потенцијална идна колешка психолог и подкастерка со својот подкаст Ајде да има смисла. Ангела, како се мити? Супер, одлично, фала ти многу за најавата. Исто ја морам да потенцирам дека ми е прв пат и јас да сум гостинка на подкаст, а не да бидам да хост. Така шепте ми ја мира, ќе двај чекам за могата да видиме некој би. Добро, јас ако се здыткам, ти ме покриваш. Лагално. Не, па и да се здыткаме, сега бед камера, ништо страшно. Се сече се брижна. Добро. Океј, топ ондаш. Иначе, баш темаме за екоанксиозност, мене лично ми е нешто што ми засегнува голем дел од животот, меѓутоа кај нас на Балканов не е многу промовирана, не е многу зборана тема и кога ја отвори вака често видам барем мои кругови како стојат луѓе на темава. Една од реакциите што ја добив беше нешто во аспект дека Лена, се тоа Америка, кај го носиш тука? И мислам, ние во Македонија немаме на локално ниво грижи за екоанксиозност, затоа што мислам, Нью Лисиче секоја година е на топ 10 најзагадени тасови глобално и у Лас Велес изтурија тон мазот у Вардар пред некоја година и у Сент Никол има дива депонија на секој чекор, ама се тоа Америка, окей сме. Така да, вака чисто да ги обидиме младите, како ти како млада личност би дефинирала екоанксиозност? Кој мислиш дека е вака најзастапен, како тоа ни влијае? Па прво да почнеме од тоа дека и Скопје е моментално втор најзагаден град во Европа. Не, да, што е многу страшно. Сега прво ќе почнем со дефиниција на анксиозност, што е анксиозност. Имаме анксиозност како нарушување, анксиозност како чувство. Анксиозност како чувство, тоа сите го имаме дали на дневно ниво, на неделно, например, страфни од нешто. Може да имаме некој благ симптом, леле сега имам трема, дали е за Тесле, како ќе биде утре, не знам, на било која ситуација што не е во секојдневието, додека нарушување е некоја подлабока форма на анксиозност. Тука веќе имаме симптоми на анксиозни напади. Тука веќе самата анксиозност како нарушување нас ни смета во сите животни аспекти. Така што прво тоа разграничување мора да ми го појасниме на младите, не само јас како млад човек, ама еве како иден психолог. Така што прво тоа разграничување мора да го имаме. Потоа, екоанксиозноста, самиот збор екологија, анксиозност, кога веќе знаеме што е анксиозност, екологија, самото тоа ни потенцира страв од некакви еколошки промени. Конкретно за еколошки промени кога станува збор, ги имаме тука климатските промени, кои што сите знаеме што се тоа, сите ги учиме во училиште. Е многу одбивна тема, бидејќи многу често се спомнува екопријателски, биди зелен или биди екофрендли настроен. И ја би сакала тоа малце поблиско да го направам не само за младите, но и за постарите генерации, бидејќи климатските промени можеби ние од денес за утре не гледаме некакви промени, меѓутоа за 10 години, за 20 години еве постепено ги имаме покачени температури летоска, повеќе врнежи, поплавите кои што беа сега во Шпанија, тоа е дел од, односно последица од климатските промени. И уствари чувството на екоанксиозност кај младите, па и кај постарите, што е малку поретко застапено, е тоа чувство на страв од последиците за климатските промени конкретно, меѓутоа тука ги имаме и аерозагадувањето моментално во Скопје, кое што верувам дека е се поприсутно и забележливо, меѓутоа тоа е страв од некаква еколошка последица и тука повторно имаме разграничување помеѓу екоанксиозност како нарушување или како чувство. Така што екоанксиозност е повеќе како секојдневен страв, леле како ќе влијае на моите бели дробови сега с воздухот што го дишам. И тоа е вид на екоанксиозност. Има луѓе кои што се здравствено заболени и кои што имаат екоанксиозност, можеби не го знаат терминот, меѓутоа имаат страв од тоа како воздухот ќе действува врз нив. Така што сега кога го направивме тоа, верувам дека ја приближив темата. Баш јас читав дека се уште не е препознаено како сопствена состојба од Американската психолошка асоцијација, меѓутоа е проблем што се поприсутен и психолози го нагласуваат. И најдов на тоа дека засегнати сме тие генерации Y и Z. Сега, како мислиш од твое искуство дека екоанксиозноста би можела да насочи нашата генерација поиновативно да се вклучи во оваа борба против еколошките катастрофи? Дефинитивно би можело, со тоа што кога се јавува екоанксиозноста, тоа е ствари стравот. Дали е тоа повторно како нарушување, сега тука не ќе да детализирам, меѓутоа тој страв што го имаме секој пат не само во овој аспект на екологијата, на екоанксиозноста, меѓутоа и во секој аспект кога имам јас страв, пример од авион.
што прво правам за да го пребородам тој страф? Јас морам да се качам во авионот и првиот пат да ќе ми биде страв, меѓутоа вториот, третиот пат веќе ќе ми биде полесно. И секако како да го преминеме ние стравот во нешто добро, како го насочиме стравот во нешто добро, конкретно за екоанксиозност. Ако јас имам страв од еве конкретно од аерозагадувањето. Ајде сега јас да видам како јас ќе превземам некаква акција која што е во моја контрола најпрво. Што е во моја контрола еве за аерозагадувањето конкретно кога правиме збор. Имаме може прво да се обратиме кон одредени власти. Може да се побара, да се напише барање до, сега не знам дали веројатно град Скопје или како Република Македонија, не ги знам тие правни работи, меѓутоа има стручни лица за тоа, кој што може да, тој што сака навистина да истраже и активистички да се инволвира во решавање на тој проблем. Еве маска ќе стави, тоа е еден вид на минимално решение, меѓутоа не е решавање на од корен. Да. Имаме други активистички ствари, пример дали е организирање на протест, други локални барања, пример лани имавме проект кој што ангажиравме млади, тоест млади се пријавуваат на проектов да направат локална екоакција. Што е локална екоакција? Тоа е всушност да напишат одредено барање, односно со наша помош, нудевме правна, финансиски, не знам уште каква не помош, наискрено. Меѓутоа, пример, јас сакам да сменам конкретно нешто со, најчесто имаше за канти за ѓубре и за велосипедски патеки. И се насочува, пример, кај правници и мене ми треба велосипедска патека, пример, на таа улица кај што живеам. Или ми требаат семафори, пешачка патека или слично, или канта за отпадоци таму, или да се направи нешто со ѓубрето. И правници тоа им го овозможија, нели, бесплатно, и дечкиве си напишаа локални барања, буквално и ја бев едно од тие, пишав барање до општина Аеродром, отидов, беа ко леле девече што бараш, таму идеш и што бараш, зошто, какво барање, прв пат например барање некој од помалата генерација постојано на под 18. И беше тоа навистина интересно искуство не само за мене, но и за другиве дечки што го направија тоа. Така што тоа е еден вид на решение. Сега дали ќе ни вратат, тоа треба многу пуш да се прави, како и во секоја администрација во Македонија. Ама Бихте добро што да почне да се вклучува, затоа што баш како што нагласи, анксиозноста главно произлегува од момент на неактивност, инерција. И тоа го разбирам кај младите, бидејќи сепак јас сум против цел глобален проблем. И треба прво да го разјасниме тој концепт на глобален активизам, што е многу апстрактен, како ќе кажеш што е глобален активизам, ама тоа започнува со разбирање на колективна свест, развивање на колективна одговорност и како што нагласи колективната одговорност почнува од индивидуалната и локална одговорност која што ние ја превземаме. Така што јас сум многу радосна на тоа што младиве се помасовно почнуваат да се вклучуваат во екоакции, лобирање за промени на одредени воведување на зелени полиси. Исто така е многу нагласен и моментот во Хера, често имаме активизам преку, односно артивизам, вклучување на активизмот на социјалните медиуми преку, да кажеме, дали ќе бидат мемиња, дали ќе биде некој тип на графички дизајн или цртежи, стрипови што не се поврзани со теми што се релевантни, да ги приближиме до младите. Исто така, голем дел од младите се насочени во тие полиња на иновации, мислам. Ја баш сега читав дека има тим на научници кои што работат на генетско инженирање на дрвата за да абсорбираат поголем процент на јаглерод диоксид. И мислам за тие што не сме генетски инженери, ја многу други начини да се вклучиме во активизмот и чисто дел од вашите акции кои што редовно ги организирате, така да ми е што како изгледа одзивот, дали со годините се зголемува бројот на очи? Бидејќи беше проектот ограничен проект, не би знаела точни податоци, пример се анализа се зголемува, не се зголемува. Секој пат е тешко да се наоѓаат млади, бидејќи не знам уствари од која причина, едноставно не сакаат да се активираат, понекогаш не веруваат во тоа, не веруваат во општините дека и да навистина може да се промени. И баш брат ми кога рецитирав дел од ова, кога се правам некоја визија за подкасти, вика бе, дали стварно веруваш? И викам, брат, знаеш, верувам од причина што прво кога поаѓаш од себе си, дека ти правиш промена за себе, ќе можеш и прво на околината да действуваш, после понатака пошто има многу примери, пример, леле, не знам како се викаше, типката што организира протести во Германија, што затворија млада... Грета. Грета, секој пат ти го заборавам името.
и она е стварно, она има направена револуција. Да. Можеби не знам дали има нешто конкретно сменето, тоест има сменето, меѓутоа самото тоа што поттикнува некој нешто да прави или Грета ја спомнуваме сега, тоа е начин на како да се направи, инаку тоа што го спомна пример за иновација за инженерство, се повеќе гледам во проекти што ми е многу мило, јас што имам идено во средно, а и сега поретко се пријавувам, меѓутоа проекти во стилот на иновација и на бизнис, секој пат победува повеќе идејата што има зелен, што е екопријателски настроено. Мора да се вметне нешто еко, за да има поголема бодовна скала, и тоа баш ги мотивира дечкиве што се со иновации и со бизниси да прават по екопријателски практики, по зелени практики. И, например, дали е тоа, не знам, на веќе постоечки бизнис, дали е тоа некаква дигитализација, на веќе, пример, сега сме со хартија, меѓутоа можеме дигитално да земеме на лаптоп да работиме, што го намалува футпринтот, може да биде по екопријателски, не знам, по веганска храна или нешто злижно исполи. Така што ја беше ми е мило и мерак за тоа, пример, да, и fast fashion. И тоа е сега леле fast fashion вака така, па се намалува и самото тоа купување од брзата мода, што се, а и дури да не се и намали, да, дури да не се намали, и на Black Friday да земеме нешто, пошто никој не е совршен, и нормално е, јас зимам од Zara, сите зимаат од тие некои големи брендови, меѓутоа ајде да го носиме тоа што го зијаме веќе, да не биде и за 100 денари, па само ради тоа да го зијам, туку буквално, окей, ќе го зијам ова за 100 денари, дали ми треба? Дали ми треба, дали понатаму можам да го носам, не знам, во повеќе аутфит, точно. Понатака и да го дадам на некој. Така да донираме, или сега многу нека тие DIY трендови, или се нека година ќе си кажеме нека винтеж, ќе го носиме така. Па дури мама стала некои мајчки во униформите што ни беа порано, основно нека крпчиња ги прави. Така што и тоа е на некој начин reduce. Да, и тоа е редуцирање на отпадот, така што е топ феноменален начин да се направи нешто околу загадувањето. Да, веш спомна дека кај младите, како ти што си приметила, дека има нека одбивност поради екотемата. Како мислиш дека екоанксиозноста може да не насочи кон градење на по-засегната младина во овој аспект? Најпрво би почнало од индивидуалното ниво. Ако имаме пример страв, како што го спомнав тоа со авиони, било каков страв, потребно е прво ние да превземеме акција за себе. Прво ја би почнала со ментално здравје, бидејќи ако го немаме доброто ментално здравје и физичко здравје, ние ништо друго, особено не активистичко, нема да делуваме. Прво би почнала да со тоа зошто во Македонија конкретно нема толку ангажирани дечки. Ние сме се уште, можеби постарите генерации, се уште во некој fight or flight mode. Тоа нели настанува од претходни родители, од претходни баба и дедо, и уште сме живееме во преживување, дека од ден за ден, утре треба сметки да ги платам, да покрием трошоци за храна и така натака, и ние на to-do листата нема шанси јас да го ставам, да ја ставам околината, што е околината, која немам храна, вода, основни биолошки потреби, пирамидата на Маслов. Така што од тука мораме прво да ги задоволиме тие некои потреби, значи ментално здравје, физичко здравје, биолошки потреби, и ајде сега да видам какви можности нудат невладини, други некои opportunity за зелени иновации, за иновации, така натака. И од кој ќе ги имам нели тие, ај сега да видам како можам да делувам околу мене. Пример, јас како можам на тебе да ти делувам со муабето, дали да не користиме пластични чаши или нешто, некои мали ствари кои што тие се една капка во океанот. Меѓутоа кога капката ќе станат капки повеќе, тоа ќе стане едно езеро, па море, па така натака. Така што едно по едно кога би ги задоволувале чекор по чекор, и кога ќе се искачуваме на пирамидата, така можеме веќе на локално, на регионално ниво да почнеме. Така што прво би почнала, ајде да се грижиме прво за себе, за после не текне, па јас дишам загаден воздух, па јас зашто да го фрлам, не знам, ја гледам се многу почесто, значи тоа како пушат цигари ги оставаат на секаде. Па фрли го има канта на секој 5 чекори, мислам тоа е нешто најосновно. Не само за цигари, тука се некој хартивчиња, не знам, сникерс или било што, какво барче, фрли го во канта, тоа е доволно. Па после другите ствари ќе дојдат. Тоа мислам дека кај нас фали од порано возраст да имаме афирмирано таа колективна одговорност во поглед на еколошките промени, бидејќи
ти како што викаш, еве немаме ни индивидуална одговорност, ние па на тоа да почнеме да го концептуализираме тоа во глава, дека можеме да действуваме и регионално и глобално. Мислам, ние прво треба да почнеме од нашето здравје, нашата сега непосредна околина, за понатаму да можеме да се движиме во истинска насока. И баш во рамките на моите екстензивни истражувања, најдов една анкета која што била спроведена во Велика Британија околу 2022 година. Не ми тикна во моментов колку илјади испитаници беа анкетирани, меѓутоа фактот што мене вака ме изненади е тоа што еден во секој 5 анкетирани лица се изјасниле дека климатските промени, глобалното затоплување сериозно влијае на нивната одлука да има деца понатаму во животот. И ова можеби за многу луѓе не е блиска тема, меѓутоа ја лично кога размислив, не знам дали би можела онака на чиста совест да донесам дете во свет кој што во моментов се грижи насока на еколошка катастрофа. Така што дали мислиш дека екоанксиозноста може да ни помогне да изградиме различен тип на колективна психолошка поддршка во поглед на ваквите промени што се јавуваат кај луѓето? Па дефинитивно поддршка, дефинитивно. Например, ако јас имам страф од нешто што ќе се случи утре и ако јас превземам акција за тоа, тука јас ќе морам да барам некои ресурси и поддршка како би мене ми помогнале во остварување на целта. Така што тој сапорт систем се гради прво од мене, па после како колективот веројатно би действувал како во колективната свест. Бето тука мора да се обрне, не да се обрне внимание, меѓутоа тука мора да действуваат и властите, не само ние да активистички, тоа мора да се реши на политички начин, бидејќи се е поврзано пак со политика и колку и да не сакам да говорам на тоа, пак е нешто кое што треба да действуваме и големите кои што навистина имаат мак, меѓутоа ние како капки во морето да направиме нешто за прво да осеќаме добра промена во нас, за самите себе да си дадеме ние поддршка, пренатака да ја бараме поддршката и во другите. И нешто друго сакав да додам, меѓутоа валјда ќе ми текне да после живее. Така што нагласи мислам дека потребно е на некој начин да се институциализира некаков тип на образование и во поглед на еколошките проблеми, бидејќи тоа се се понагласени теми во нашето општество. И со тоа што децата ќе бидат поедуцирани на тие теми, ќе се развие и таа колективна свест и колективно преземање на одговорност, што ќе намали индивидуалната анксиозност и плюс мислам дека кога сите ќе бидеме подеднакво информирани, можеби ќе сите подеднакво ќе се изрази одреден феномен и ќе биде регистрирано како проблем, што ќе може понатаму да почнат да се развиваат и одредени сапорт групи и како ти што кажа проактивни активистични како го формули. Ја би додала пример и поголема афирмација. Пример, ние цело време имаме некакви уверувања, ние сме такви како народ, ние ништо не можеме, ние сме таква држава. Не. Ај малце геслайтинг ќе правиме и ќе викаме топ сме. И цело време тоа е психологијата, кога викаме дека сме топ, кога афирмираме за нешто, бидејќи мозокот не регистрира не. А ти кажам не мисли на црвен слон, ти ќе го замислиш одма, еве, сега го мислам. И моментот кога кажеме ние сме топ, ние може да се бориме, моментот кога ја прво кај мене ќе осмирам, после на околината и после така регионално и се така натака, тогаш е моментот кога ние уствари сме успеале. И ние кога ќе се створиме таков идентитет, кога ќе поверуваме дека ние имаме таков идентитет во нас, тогаш веќе ќе мора да превзимаме акции за да го да му дадеме докази на тој идентитет дека е навистина реален. Да. Тоа што кажеш побрзо нешто да поставам на прашање, дали мислиш дека екоанксиозноста може барем нашава генерација да направи во нешто проактивно, нешто што навистина има сила и моќ да направи промена или само ќе остане така на зборови, а не дела? Дефинитивно не останува веќе на зборови, веќе имаме милион докази на дела, дали тоа се капки во морето, дали тоа се веќе погледи од поголеми перспективи. Има стварно доста луѓе што имаат направено топ промени во Македонија, еве Грета спомнавме на светски рамки и стварно се прави нешто. Имаме еве КОП, се дешава секоја година конференција која што има и какви политики, какви правила што мора да се оствари до таа година, така што колку некој пат да доцнеме со рокови, мора да се прави пуш, пошто не е ништо совршено и веројатно и никогаш како општество нема биде несовршени, тоа е тотално окей. Меѓутоа, дефинитивно знам дека може да се промениме. Прво почнуваме со себе промена, односно на индивидуално ниво, понатака и
на општествено ниво и многу сум сигурна и многу секој пат го нагласувам пракса овер теорија. Зошто? Бидејќи едно јас да говорам на подкастов супер сум зборувала не знам колку време, меѓутоа јас после ова ако јас ги правам спротивните работи, односно не знам, пијам од шише од пластично шише или фрлам ѓубре кај стигнам или било кои други практики кои што не го правам јас, се пропаѓа вода. Значи се пропаѓа вода, не само за екологијата, туку и за својот живот. Така зборам дека од утре почнем со вежбање, јас утре не почнам со вежбање, тоа е за џабе мојот. Значи не збориме, нема смисла тоа и нема поента така што пракса наместо теорија и да се активираме прво на индивидуално ниво, на ментално ниво и после понатака и на сите погорни ниво. Да, фалат многу. Ангела, дечки, се надевам дека ова ви предизвика некаков тип на емоција и чувство, бидејќи е тема што сериозно сум многу засегнати, особено Скопје, некаде што се снима секси мало. И ве повикуваме на акција, повикуваме да се придружите на максимален број на проекти од Go Green, како и на Хера, ќе имаме баш работилница за екоактивизам. Така што се надевам ќе се видиме таму. И тоа, имајте убав ден. Чао!